Словенија ја поддржува Македонија и сака да ја види во НАТО и Европската Унија, порача словенечкиот амбасадор Бранко Раковец на прославата на Денот на Европа, која се одржа на градскиот плоштад во Тетово. Раковец рече дека денеска најголем предизвик е да се најде вистинска стратегија за излез од глобалната криза, во која се и земјите од Унијата. Денес светот, како и Европската Унија, се соочуваат со глобалната финансиска и економска криза. Најголемиот предизвик е да се најде вистинска стратегија за излез од економската криза. Ситуацијата не е едноставна, но сепак сме убедени дека постои решение. Убеден сум дека со заеднички сили ќе најдеме соодветно решение за настанатите проблеми. Европската Унија и денеска останува неисполнета желба за многу европски народи кои живеат надвор од нејзините граници. Исто така Македонија е држава кандидат веќе низа години и колку што може се труди на нејзиниот евроатлантски пат. Уверени сме дека созрева времето кога е потребно да се направи чекор напред. Во ова прилика би сакал посебно да нагласам дека Словенија ја поддржува пријателска Македонија и сака истата да што поскоро да стане полноправна членка како на НАТО, така и на ЕУ. Европската Унија исто така останала посветена на идејата за проширување. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи рече дека при формирањето на Европската Унија народите сфатиле дека нивната иднина лежи во разбирањето, а не во конфликтите. Сакам особено да ви го честитам Денот на Европа, денот кога европските држави одлучија да стават крај на конфликтите и да градат една заедничка иднина и во име на таа иднина секако да работат заедно, имајќи го предвид фактот дека беше повеќе од јасно дека иднината на народите на Европа лежи во разбирањето, а не во конфликтите. Пред 62 години, на 9 мај 1950 година, тогашниот француски министер за надворешни работи Роберт Шуман го направил првиот чекор кон создавањето на она што денес е Европската Унија. Земјите што тој ги повикал на обединување, речиси се имали уништено едни со други, па нивното помирување во тоа време било само сон. Денес Европската Унија има 27 земји членки кои очекуваат и Хрватска да им се придружи. Прославата во Тетово започна со оркестарот и хорот на Државниот универзитет, а продолжи со садење сини и жолти цвеќиња кои ги символизираат боите на знамето на Европската Унија, како и други активности.